Благодарам прво на поканата, на можноста да бидам денеска заедно со сите вас од Црвениот крст. Благодарам и на генералниот секретар на Црвениот крст. Ние сме секако партнери, како институции и како влада во државата, бидејќи работата не може да ја оделиме. Што е тоа одговорност во вакви ситуации, посебно во делот на миграциите и на некакви други хуманитарни потреби, а што е тоа работата или надлежноста на Црвениот крст. Тоа се испреплетува едно со друго. И јас сум многу среќен што навистина соработката ја подигнавме на едно многу повисоко ниво од тоа што беше до пред неколку години. Тоа треба да биде порака за сите дека во ваквите институции соработката, взаемното помагање, надополнување треба да бидат основа во функционирањето. Секако дека миграцијата како феномен е нешто што ќе не оптоварува уште многу долги години. И ако зборуваме од аспект на безбедноста, тоа ќе бидат глобални предизвици кои што ќе траат на долг рок. Миграцијата е една, секако дека организираниот криминал, сајбер криминалот и тероризмот се предизвици кои што нема да застанат сега. Меѓутоа, кога зборуваме за миграцијата посебно, мислам дека е важно да напоменеме дека ние практично се справуваме со последици од миграцијата. Ние не решаваме проблем на миграцијата, бидејќи миграцијата мора да се решава на изворот на проблемот, таму каде што се создадени услови од кои што луѓето едноставно бараат прибежиште некаде на друго место. И затоа е многу важно, бидејќи за миграцијата е важно да имате мултидисциплинарен приход, не само државен, туку и со сите субјекти во државата. Важно е да имате и меѓународен пристап, бидејќи самостојно не може да се решаваат работите. За миграцијата, како и за другите глобални предизвици, е многу важно да имате заеднички политики, наместо секоја од државите да спроведува некаков собствен вид на политика. И тоа беше клучниот предизвик кога започнаа големите мигрантски бранови во 2015 година. Затоа што секојаш луѓето имаат страф можеби од непознатото, начинот на кој што ќе се справуваме, и нормално е тоа да го имате како инстинкт да направите се најдобро за себе, за својата татковина, за граѓаните, а во суштина ќе разберете дека ако не ги усогласите политиките, ќе имате еден сериозен проблем. И е добро што ние како држава имаме целосно согласени политики со европските политики во делот на справувањето со миграциите. Во тој период, во 2015 година, кога имаше најголем број на мигранти кои транзитираа низ територијата на Македонија, имаше држави од регионот кои што воопшто не се занимаваа со миграцијата, заради тоа што не беа директно на западно-балканската рута, како што е Босна и Херцеговина. Меѓутоа, последиците во Босна и Херцеговина станаа многу потешки отколку во сите други балкански држави после неколку месеци, бидејќи тие не беа подготвени за евентуален бегалски бран. И тука мислам дека посебно треба да се истакне улогата на Црвениот крст, кој што ја има во тој хуман пристап према луѓето кои што бараат заштита. Клучната цел на државата, или клучната цел, ако сакате, на Министерствата за внатрешни работи, односно на полицијата, е насочена во два правци. Едно е да имаме хуман пристап, почитувајќи ги сите човекови права, и од друга страна да се грижите за безбедноста на собствените граѓани на државата. Значи, тој баланс мора да биде направен
И тука беше таа тесна соработка која што ние имавме. Ако погледаме дека ни западно-балканската рута во период некаде од август месец, па се 2015, па се до јануари 2016 година помина некаде 1.100.000 мигранти и низ територијата на нашата држава. Тоа само покажува колку е голем предизвикот, заради тоа што на држава која што по територија е како Северна Македонија и на население некаде од 2 милиони луѓе, да имате 1 милион кои што доаѓаат и за кои што вие сте подготвени да превземете одговорност, да се грижите, да имаат хуман пристап према нив, да им обезбедите основни услови во тој момент, покажува само за големината и на луѓето и на институциите кои што се со нас. Многу е важен и економскиот аспект во однос на миграциите. Од една страна економскиот аспект на луѓето кои што се одлучиле да заминат од сопствената држава, заради тоа што едно е воените конфликти и жаришта кои што ги имавме во државите и во Сирија, и во Пакистан, и во Авганистан, и во Ирак и така натаму. И второ е економскиот момент кој доаѓа сам по себе или е врзан еден со друг. Меѓутоа и економската оптовареност на државите кои што треба да ги примат тие мигранти. Заради тоа што огромна е бројката на лица кои што дојдоа пред се во западноевропските држави. Самиот факт дека сега во моментот имаме околу 5,5 милиони луѓе кои што се наоѓаат на територија на Турција говори за комплексноста на ова прашање. Затоа е многу важно како и на кој начин ќе се одвиваат понатаму миграцијските токови зависно од договорот помеѓу Европската унија и Турција. И секако статусно нормативниот аспект е многу важен. Примерно околу контролата, евиденцијата, законското регулирање на правната позиција која што ја имаат тие луѓе кои што доаѓаат. Вие знаете дека на почетокот 2015 година ние немавме правно регулиран статус на лицата кои што доаѓаат на територија на Македонија. Од една страна мора да ги примите како луѓе заради тоа што се бегалци, а од друга страна беше немањето на правна рамка за да можат тие да се задржат извесен временски период на територија на државата, за да можат понатаму да преминат. Меѓутоа и тоа се премости. Сега кога ги погледнеме и организацијата на сите институции, соработници кои што ги имавме во 2015 година и денеска, огромна е разликата на едно огромно ниво. Меѓутоа и овие работилници кои што ние ги правиме веќе покажуваат дека сакаме да се надградуваме во процесот на справувањето со миграциите, дека многу сериозно го сваќаме целиот овој проблем и предизвиците кои што настануваат од мигрантските токови. Заради тоа што не знаете во кој момент и од кои причини ќе се отвори нова некаква криза која што ќе придонесе за нови мигрантски бранови. Еве го сега агресијата на Русија кон Украина. Тоа, иако ние како држава не сме на првата линија во делот на прием на многу бегалци, меѓутоа сепак како држава направивме се за да овозможиме евентуална заштита на луѓе кои што ќе побараат да бидат тука и важно е дека сепак 21.000 луѓе кои што се државјани на Украина влегоа на територијата на државата, еден дел од нив се вратија назад, меѓутоа нивните семејства останаа тука и секако државата и институциите кои што соработуваме се грижат во однос на овој дел. Сега сакам да истакнам една лична констатација, а тоа е за етаблираноста на Црвениот крст во однос на ваквите кризни состојби, би рекол, не само за миграциите, или така наречена кризно-хуманитарна сфера. Црвениот крст по природа на своето постоење е организација која што практично се занимава со
таква хуманитарна активност и менаџирање на кризни состојби и затоа многу пати досега сме покажале на дело како институции што значи или како е пристапот на институциите кои што доаѓаат на прва борбена линија. Јас жалам што можеби воопшто или многу ретко разговараме за овие институции во време кога е се добро, кога нема кризи. И мислам дека клучната работа што ја отворивме со раководството на Црвениот крст пред неколку години не беше како да се справуваме со кризите, туку како да го зголемиме капацитетот на Црвениот крст, а со тоа и на државата, за да кога ќе дојдат моменти на справување со кризи, да можеме да се справиме. Јас сум многу горд што барем малку најдовме некакво решение кое што во тој дел ќе ни помогне. И сметам дека реализацијата на програмата за миграции, која што практично ја реализирате, не е потребна само, туку е крајно неопходна, а ние како Министерство ќе останеме целосно отворени за соработка, за взаемна поддршка и помош, за се што ќе биде потребно во идниот период, заради тоа што сепак на тој начин ние допринесуваме за градење на кредибилитетот на државата генерално. И пред се зачувување на човечкото достоинство, човечкиот живот врз основа на сите конвенции кои што ова го гарантираат во делот од меѓународното право. Сакам да ви посакам плодна, успешна работа, соработка. Овде би рекол, на еден од најубавите делови на Северна Македонија има инспирација да се другарува, да се разговара, да се разменат искуства, да се стекнат и нови знаења и нека ова биде еден потик до секој еден млад човек да направиме многу повеќе низ ваквите организации за државата. Заради тоа што секогаш е важно да тргнеме од себе си и да направиме нешто за државата, за да може и државата да направи нешто за сите нас. Ви благодарам многу.